Охридската пастрамка, ендемот кој со милиони години живее во Охридското езеро и на ниту едно друго место во светот, е на рап на исчезнување. Главен виновник за тоа е човекот и неконтролираниот излов во последните неколку децении. Од 2005 година за вештачкиот мрез на пастрамката се грижи Хидробиолошкиот институт од Охрид. Меѓутоа, напорите на научните работници не вродуваат со плод и покрај тоа што секоја година околу 3,5 милиони единки пастрамка влегуваат во Охридското езеро, природниот процес, односно репродукција на оваа риба е во стагнација. Ја има се помалку и во природните мрестилишта. Зошто е тоа така? Кој го толерира рибокраството? Кому ваквата состојба му одговара? Во денешните охридски разговори говориме со Зоран Спирковски од Хидробиолошкиот институт од Охрид. Со децени Хидробиолошкиот институт од Охрид води грижа за рибниот свет и за живиот свет воопшто во Охридското езеро. Од 2005 година имате посебна задача, го вршите и риболовот за потребите на вештачкиот мрез на Охридската пастрамка. Овој процес е исклучително значаен за опстанокот на ендемски вид риба кој е загрозен со неконтролираниот риболов во изминатите години па и децении. Каква е состојбата? Точно, мислам, она што го кажавте е така, но малце би сакал да се навратиме од самото основање на оваа институција во далечната 1935 година, кога всушност со низиното основање е поставен процесот на вештачки мрез за целите за порибување на Охридското езеро со Охридска пастрамка. Целта на таа работа значи било дека во тој период рибарите кои што ловеле исклучиво со повлечни мрежи, кои што се фрлаат од брегот и се влечат од брегот. И во дадени моменти, значи во токму во оние периоди кога пастрамката природно се мрести и се приближува кон брегот, ловот бил најинтензивен. Од друга страна, таквите риби биле полни со икра, значи на тој начин се намалува репродуктивниот потенцијал на пастрамката и во тогашното време, значи во консултација со ред научници од светот, значи не само од тогашна Југославија, туку и пошироко, воспоставен е овој така наречен социјекономско-биолошки баланс. Што значи дека рибарите може да продолжат да ловат на тој начин, но една одредена количина на икра ќе се собира, ќе се носи во мрестилиштето на заводот, каде што таа ќе биде инкубирана и подмладокот кој ќе биде одгледан, понатака ќе биде вратен во езерото. Може ли за јавноста да објасниме како денес се одвива вештачкиот мрез на пастрамката? Додека постоеше концесионер, ние бевме вршители на услуга, значи, кои што беа изнајмувани од страна на концесионерот за изведување на вештачкиот мрез, и тоа само нашата задача се состоеше во колекционирање на икрата од рибата која што ќе донесе рибарите на риболовните пунктови во Охрид, Пештани и Струга, и Трпејца, а додека мрестилиштето Шум беше задолжено за Струга, Радожда и Калиште. Во тие моменти, во тие години кога постоеше значи концесионер, се случуваа многу непотребни работи, кога ние увидовме дека количините кои што ги собираме не се целисходни, значи достигнувавме бројка од 21,5 милион зрна икра да собереме само во нашето мрестилиште, но ефектот од сето тоа, значи понатака беше релативно мал, бидејќи понатамошното одгледување на толкав број единки не беше возможно, значи ниту кај нас, ниту под некој друго мрестилиште, и најголемиот број, значи некаде околу во просек 15 милиони годишно се прибуваше со личинки. Додека 100 до 150 илјади одевме со помладок кој што беше одгледуван 3 месеци со прихранување. Разликата беше што тогаш
сета риба која што ќе беше уловена, одеше на пазар. Значи рибарите кога доаѓаа носеа со себе и по 400 и по 500 килограми по еден рибар, од која што икра можеше, значи единките кои што можеа да се користат за молзење, што викаме ние, за собирање на икрата, беа во многу помал број, бидејќи доста од нив беа угинати и така натаму. И се наоѓавме во еден, да речем, незавиден момент, каде што ние бевме окривувани дека не сме ги молзеле сите риби, значи целата икра, а нормално дека нема да ги молземе, бидејќи ако се угинати, тогаш и процентот на оплодување понатака е далеку помал. Што значи, во понатамошното оплодување ќе предизвика нас големи недостатоци во самото врестилиште. Кога ја добивме, значи, оваа задача од 2005 кога почнахме вака да го изведуваме и значи се ослонивме на таа бројка од 3,5 милиони единки, при што нашата установа, значи нашето мрестилиште има задача да собере 2 милиони зрна единки во текот на вештачкиот мрест. Во овој момент, кога ние тоа го добивме, значи како задача, на нас падна тежината и за организирање на риболовот, па дури и за чување, физичкото обезбедување на рибните плодишта, што можам да речем дека е една од најтешките работи, бидејќи познавајќи ја цената на пастрмката, имајќи предвид колку таа е скапа на пазарот, значи најмалце 10 до 15 евра на црно, што би рекле ние, која што представува една убава дневница во денешно време, езерото, односно пастрмката, е нападната од сите страни. Значи вдолж целиот брег. Оние така наречени луѓе кои што ги го употребила во зборот рибократци, за жал се уште се присутни, свеста никако да дојде во моментот, но има еден аспект кој што вика дека кој што не е оправдување, значи дека изнаоѓаат начин на обстанок на своите семејства преку тој пат. Што од друга страна, лично сметам дека не е така, бидејќи оние кои што влегуваат, а можам да кажам дека сите знаат кои влегуваат, сепак имаат некој, да речеме, и друг приход, а не се оние баш најсиромашните. И затоа нема никакво оправдување дека тој е некој социјекономски аспект кој што треба да го оправда тоа, да го штитиме. Покрај на вештачки начин, пастрмката со милениуми се мрести на природните мрестилишта. Каква е состојбата тука? Сите оние кои што се малце повозрасни на ова, да речем, на ова наше крајбрежје, се сеќаваат на моментите кога одевме крај брегот и од одредени повисоки места ги гледавме пастрмките каде што го формираат своето гнездо, каде што се мрестат. Дури 89-та година кога ги снимавме филмовите за Вардар филм, имавме прекрасна снимка, значи на целиот тој процес. Но денеска, враќајќи се назад, значи некаде 12 години, со исклучок пред 2 години, кога само на неколку места најдовме така наречени нршини, значи природни мрестови, тоа во крајбрежниот дел го нема. Зачудувачки е што токму на оној простор кој што го викаме после градиште, значи помеѓу кампот градиште и изворот Велидап, тука на 100 квадратни метри се наоѓа дури по 20-25 мрестови природни. Со години наназад тука воопшто нема мрест. Има уште една причина која што, да речем, ги нарушува тие природни плодишта. Бидејќи како што таа се припрема да дојде до самиот мрест, веднаш е нападната со мали парчиња на мрежа, веднаш се поставува колонезе, се вада дури со канџи, знам ги закачуваат. Од друга страна, раздвиженост ноќите преку, значи со поставување на тие криволовци, мислам, кои што работат во тој период, звукот на пентите го ремети. И уште еден многу значаен фактор, а тоа сме го установиле преку нашите следења и, да речем, чистење на рибните плодишта, постојат голем број на мрежи кои што се фрлени од страна на така наречените нелегални риболовци, и тоа тие содржат во себе риби кои што се угинати, каде што скапуваат, и на тој начин ја одвратуваат другата риба да слезе уште еднаш на тој природен мрест.
езерото, верували или не, е преполно со такви мрежи. За жал, значи, ние поднесовме во неколку наврати до владата, до државата, преку разни министерства, да се направат проекти за чистење на дното на езерото. Има места каде што може да се употребат, значи, нуркачи, но претежно овие места се на поголеми длабочини каде што нуркачите може да останат многу кратко време, а за тоа пак постојат во денешно време технологии кои што се барем за една држава ефтини. Например, тој мини робот ние што го бараме неколку години да го добијаме, тоа е една подморница која што ви овозможува видео надзор, значи на снимање на теренот, кој што има механичка рака, каде што можете да ги прикачите тие мрежи, па да ги извлечете надвор, значи прво пред се да се снимат каде се и сето тоа да се направи понатака, значи на разни начини такво чистење. Невозможно физички да се заштити Охридското езеро, но што треба да се направи за луѓето да сватат конечно дека навистина сме во една ситуација кога малку фали можеби Охридската пастрмка и да исчезне, а ја имало со милиони години тука. Па токму сме на граница, да речем, на нејзината неповратност. Ако уште малку не се поведе сметка, не се направи нешто што викаме ние итно, тогаш навистина можеме да дојдеме до таков момент. Сега таа е влезена во листата на загрозени видови, значи како високо загрозено, заедно со белуицата. И она што го велите вие што некои луѓе викаат дека има риба, значи тоа е непресушно и така натаму. Да ги прашаме по старите рибари, значи кои што ловеа и знаат по колку ловеа во еден исти алат, како што и денеска употребуваме, ќе видите дека тоа е намалено до 50 и 60 пати. И секој слободно нека дојде кога ние го вршиме ловот, да ги види местата каде што ги поставуваме мрежите, значи оние најјаките по рибарски речено скелина, односно места кои што носеа најповеќе риба, сега тоа е во минимал. Од друга страна, намалувањето на популацијата, односно немање на ефект соодветен од она што ние го правиме како порибување, е ловот на така наречени маломерни единки. Тоа се единки кои што се помали од 20-22 сантиметри, кои што полово не созреале, кои што не достигнале 3-4 година од својот живот, а пастрмката созрeva полово во 4-та и во 5-та година, и на тој начин уште повеќе се намалува репродуктивниот потенцијал. Значи не оставаме, просто речено, да се созрее семето, за да има да се посади нивата. Со оглед на претходно кажаното, кој е најдобриот модел? Кој треба да се грижи за Охридското езеро? Дали тоа државата има дилема и околу тоа, општината исто така, или можеби треба да и се препушти грижата на Охридското езеро на науката? Кога се воведе забраната, ние сметавме дека ќе се обезбеди доволна физичка заштита, дека ќе се усогласат законите со албанската страна, дека истото ќе се применува и на нивната страна. Значи мораториумот ќе се примени од двете страни. Ние не можеме еднократно само од една страна тоа да го правиме. Од друга страна, сметавме дека ќе има поголеми инвестиции за проект кој што ќе обезбеди, значи, и подигање на свеста на сите луѓе кои што се тука, па и на угостителите, па и на сите луѓе кои што доаѓаат, но за жал ево испадна дека досега, доколку сето она што го спомнав, преку разни проекти се направеше, ние денеска ќе имавме и комерцијален риболов, и ќе имавме состојба каде што, како порано, ќе се ловеше по 120, по 150 тони годишно само на македонски дел на езерото. Продукцијата која што треба да ја добиеме за да се ловат 200 тони заедно со албанската страна, односно 220, ако постоја сите овие елементи претходно на заштита, оваа година веќе тоа ќе беше постигнато. Но, за жал, значи имаме недостатоци кои што се од системски аспект. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и вам за интересот.